Државата става ред со финансиските друштва кои издаваат брзи кредити откако се почести беа реакциите на граѓаните за злоупотреба на нивните податоци и одобрување на истите. Според новиот правилник од Министерството за финансии, од сега па натаму нема онлайн одобрување на кредит, што значи дека секој ќе мора лично да оди до финансиското друштво и да ги приложи потребните податоци. Има и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, број на важечка лична карта или пасош, адреса на живење, електронска пошта, доколку клиентот има електронска пошта и има намера да аплицира електронски, телефонски број, фиксен или мобилен број, доколку клиентот има намера да аплицира електронски, назив на работодавач за клиенти во работен однос. Во Струмица има најмалку 5 финансиски друштва кои издаваат брзи кредити. Минатата година полицијата поднесе кривични пријави бидејќи биле злоупотребени податоци на струмиченец кој никогаш не зел кредит. Со негови податоци две лица подигнале кредит во износ од 90.000 денари. Струмичени скептични во однос на брзите кредити. Лош и не препорачам ни еден да ја зима. Имат неразворита и многу голема камата. Не може да се откачи човек после. Ако ви кто не оти многу скоро и давате, и демек е добро. Не е добро, само да се докопат до пари. Кој ќе врат? Ги злоупотребават. Не сум задоволна од брзи кредити, значи дефинитивно треба да се укинат. Многу има упропастени од тие брзи кредити. Голем знак прашање. Бидете внимателни. Пракса. Проблемот со финансиските друштва и лажните брзи кредити беше начнат уште од јули минатата година од правобранителот Насер Зибери, кој побара од Министерството за финансии поголема контрола на финансиските друштва и нивното работење, со цел да се избегнат ваквите случувања.